Како што кажа Деспина, 10 пациенти се пуштени на домашно лекување и сега бројката на повредени кои што се хоспитализирани во болниците во земјата и во странство е 162 пациенти. На оние 10 кои што се пуштени на домашно лекување, односно на сите кои што ќе бидат праќани на домашно лекување, им се прават комплетни и детални токсиколошки анализи. Нивната состојба е стабилна, кажа на утринската пресконференција министерот Аравари, што се однесува до 115 пациенти кои што се на лекување во странски медицински центри. Има потежок пациент, односно пациент во тешка состојба кој што е хоспитализиран во Истанбул. Меѓутоа, од медицинските центри, здравствените власти овде добиваат информации дека кај дел од пациентите кои што беа на механичка вентилација, тие се веќе екстубирани, односно дишат самостојно и не се зависни од апарати. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот Аравари. Во Србија, кажав, и знаете, 30 се, тоа веќе е објавено во веб страната на Министерството, од кои што 20 веќе се екстубирани. Во Булгарија 15 пациенти, од кои што 3 веќе се екстубирани, значи се во стабилна, сите се во стабилна состојба, некои се покритични. Грција 12, од кои што 20 се критични. Во Истанбул веќе 6 пациенти се екстубирани што се лекуваат во Анкара, во Турција. Во Истанбул се 6 пациенти, а во Анкара 6 се екстубирани, сите пациенти од Анкара. Ќе бидеме внимателни за да превенираме максимално што можеме за да нема компликации. Уште еднаш од сите пациенти, освен еден во Турција кој што е во многу сериозна состојба, другите се во сериозна, меѓутоа стабилна состојба. Веќе нема да се праќаат ни еден пациент надвор од државата, сите се стабилни тука, што се веќе кажав дека не радува тоа што 10 ќе продолжат дома после сите направени токсиколошки анализи.